Добре дојдовте на македонскиот канал Нов Асном. Денеска наш гостин е професор доктор Зоран Крстевски, а причината за неговото гостување е неговата многу интересна книга Патот на кармата. Добар ден, професоре, како сте? Благодарам, добро, позитивно, секогаш кој ќе излезе нова книга, мора убаво да се чувствуваме. Апсолутно. Што ве натера да ја објавите, да ја напишете оваа книга? Па, мислам дека во ова наше поднебје, некако тој термин карма е константно присутен. Се вели кармата го стигна, кармата ќе му наплати, ја отплатил кармата, ја доживел кармата и тоа сето бараше и да се објасни самиот поим карма, кој што произлегува од индиската филозофија, од хиндуизмот, кој е разработен и во будизмот, кој асоцира на причина и последица на одредена судбина, која што секој од нас ја носи, но која може и да ја промени со дармичко однесување. Значи со знание, со мудрост, со себе ориентација кон оние духовни вредности, така што јас сете и навистина самиот сум размислувал, дали ние како општество, како нација сме под удар на кармата, како тоа не ни тргаат работиве. Да. Што се случува на колективен план? Дали едноставно плаќаме за некои гребови, зашто кармата е поврзана фактички со се што правиш, така ќе ти биде правено. Тоа што си денес е показател на што си бил вчера. Тоа што го правиш денес покажува како ќе бидеш утре. Значи се е со се поврзано. Кај кармата нема случајности, туку има одреден вид на детерминизам, на поврзаност на нештата. И сега ако ние анализираме 30 на години, никако да ни тргне, како да сме навистина под карма. Зар е возможно толку да стагнираме, толку да чувствуваме удари на судбината, од каде е таа причина? И токму тоа ме натера да анализирам не само низ призма и на колективна карма, туку и на семена карма, бидејќи има подредени, би рекол, семејства кои како да трпат проклетија, тоа е кои се попознатите. Семејството Ањели од Италија, Грималди од Монако, кнежеството Монако, Кенедиеви, Оназиси и други, кои што едноставно како да се постојано под удар на некое проклетие, на карма. Премногу членови од нивното семејство починале со насилна смрт, имале големи трагедии. Кои би биле причините за вакви карми, на дали е семена или па индивидуална или па општествена карма? Вие зборите за 3 карми кои ги има. Так. Кои би биле тие причини? Па прво има карма која што е моментално актуелна, која што не можеме да ја промениме, мора да истрпиме. Таа има производ од минатото. Значи нешто е погрешено, заради нешто што е погрешено, сега ги трпиш последиците. Има карма која што се уште не е манифестирана. И ти можеш на основа на духовниот развој да ја ичистиш. Значи, ако работиш на себе, ако работиш на подигање на своите капацитети, ако создадеш подобро општество, ако во семејството поставиш подобри етички начала, ќе можеш да ичистиш потенцијалната карма. Има карма која сега во овој момент ја создаваме, која сме ја создале пред одреден период. На основа на таа карма што сме ја создале одреден период, таа не е манифестирана, но ќе се манифестира. Значи, гледате карма која мора да се истрпи, карма која што се уште не е стигната, но гледа да ја ичистиш, карма која што едноставно ја создаваме, но не е само негативната карма, туку и позитивната карма. Значи, ако одиме кон себе развој, индиците велат кон мокша, кон ослободување, да речеме од гневот, од алчноста, од заслепеноста, од љубомората и од копнежот, имаме потенцијал да ја чистиме својата карма. И всушност они фаворизираат авидија, значи еден од најголемите опасности е незнаењето. И се мора да се ориентираш кон знаењето. Знаењето ти биде идеја водилка, да спознаеш прво какви кармички долгови имаш, семејно, колективно, индивидуално, да видиш на кој план се ти се преповторуваат работите. Еве кај нас колективна карма имаме нефункционални лидери или нефункционална организација, нефункционален систем. Систем во кој што многу малку е присутно општото добро и се треба да се отиде кон позадината. Тоа обично се вели или енвироменталистички, виновна е социјалната средина, виновни се надворешните околности, кои што може произлегуваат и надвор од државата, кои наметнале квази вредности, кои некој ги прифатил или некои тие ги избрале за да ги спроведат. Сето тоа укажува дека ние ќе трпиме последици. Зашто?
бидејќи надворешната околина влие, или пак влие личната самосвест или ниското ниво на самосвест. Сега замислете, ако имате водачи лидери со многу ниско ниво на самосвест, кај кои тие две клучни категории не достигаат, едната ви е мудрост, а втората ви е етика, тога ќе имате аномалии и ќе имате последици. Бидејќи главниот аспект на чистење на кармата произлегува и од оној кој што нас не представува. Да речеме, во семејството. Родителот, таткото да го земеме. Ако таткото отиде кон неморал, отиде кон коцка, отиде кон алкохолизам, отиде кон изопачување на вредности, каква карма ни очекуваме како поколение? Секако тоа ќе се одрази. Прво ни се одразува на емоционален план, на ментален план, а потоа и на кармички план. Значи, он е заслужен за некои аспекти во нашиот семеен круг. Не е само он заслужен, и ние сме заслужни, како го поприваме тоа, колку подлегнуваме на тоа, или колку се будиме себе си и не сакаме да идеме по таа матрица. Но начално, ние ќе отплатиме некои кармички долгови кои што ги направи родителот. А на родителот му се натрупуваат кармички долгови кои ги направил нашиот дедо или неговиот родител. И така натака. И кој ќе видите се е со се поврзано, сите сме на некое енергетско ниво поврзани со нашите предци. На тоа ниво гледате сега и ние тука во каква борба се наоѓаме. Да речеме прво како општество. Нашата карактеризација со векови била карактеризација на знаење на ум. Значи, од едната страна ги имаме просветителите, словенските просветители. Имаме Климент Охридски, Охридовата универзитетска школа. Имаме Кирил и Методи кои што произлегуваат од овие простори, знаеме од Солун. Имаме од претходно Аристотел, кој што бил учител на Александар Македонски. Аристотел бил предводник на рационалитетот, на знаењето, заедно со Сократ и со Платон. Они се излекле од она космолошки период на верување на нештата, туку се влегло во антрополошки период. Уште во античкиот период, кога филозофијата била исклучително битна, значи се ставил човекот во преден план. И Аристотел асоцирал, клучна е златната средина, клучна е мерката, клучна е знаењето, клучна е едуцирањето. Тоа Сократ постојано го правил, шетајќи по улиците на Атена и образувал младите. Но против Сократ се побуниле одредени обвинители, кои што не сакале Сократ да внесува мудрост и знаење, сметајќи дека на тој начин ги подучува за некои нешта кои што се надвор од нивните агенди. А Сократ ги подучувал да бидат индивидуализирани, да се најдат себе си, да се хармонизираат себе си, укажувајќи ја главната мисла. Знам дека не знам. И на основа на тоа што знам дека не знам, јас сум попаметен од тие кои што велат дека знаат, а всушност не знаат. И он асоцирал, знаењето ќе ве ослободи. Значи, ако сакаш да одиш кон добриот живот, мораш да имаш знаење. Бидејќи колку повеќе знаеш, толку повеќе вредиш. Колку повеќе знаеш, толку повеќе добри работи ќе правиш. Подоцна и Платон тоа го асоцирал со форсирање на филозофијата на доброто. Идејата на доброто постои во интелигибилната димензија. На човекот зависи дали ќе допре до таа идеја на доброто надвор од себе и во себе, на основа на тоа ќе воспостави вредности. И Аристотел, кој што напишал книга Никомахова етика. И он подоцна и Демокрит и некои други филозофи фаворизирале дека многу клучна е добродетелта, ефтимија, значи блаженство. Среќа се постигнува со пат кон добрината, но воедно со пат кон знаењето. Значи гледате, на овие простори, антички простори, па и во периодот на античка Македонија, се фаворизирало знаењето. Александар Македонски отишол демек и да го освојува светот, но и да внесе знаење, да го едуцира светот. Па носел со себе си ботаничари, зоолози, филозофи, историчари, значи умни луѓе кои што требало да направат зближување на културите, цивилизацијски прогрес. Значи да остане нешто добро не само преку мачот, туку и преку духот. Е сега, како оделе годините? Ние сме ја загубиле таа поента, бидејќи на некој начин ние тоа и сме го имале во еден период на крајот на 19-тиот век. Значи сме развивале одредени вредности, бидејќи сме ги имале просветителите. Јоаким Крчовски, Кирил Печиновиќ, Жинзипов, потоа голем број на собирачи на народни умотворби, еден Марко Цепенков, кој немал образование, но воедно имал голема мудрост, замислете огромен број на народни умотворби да собере и да ги приложи пред народот. Григор Прличев, добитник на Ловоров венец, па ги имаме тука Шапкарев, исто така собирач, браќата Миладиновци. Замислете кои умови сме имале, кој капацитет. Па Крсте Петков Мисирков, почетокот на 20-тиот век. Значи,
Гледате, спонтано нашиот ум се подигал, така што ние сме имале мудроста, но некаде некои поединци, кои што ја немале мудроста и ја немале етиката, ги потиснале овие кои што асоцирале мудрост и на вредност, на основа на тоа се создало незнаење. Незнаењето кај би се манифестира најмногу? Најмногу се манифестира кон самиот себе си, затоа што поставуваш во преден план минливи и менливи нешта. Значи, ако некој ги постави вредностите на парите, вредностите на телото, вредностите на моќта, вредностите пред се јас, а потоа другите, во тој случај имаме изопечување на вредности. И ние изминативе 30 години, гледате што поставивме во преден план. Поставивме его, поставивме тенденција за моќ, поставивме материализам, поставивме многу ниско чувство за општо добро, најмалку го поставивме умот. А Хегел на времето има кажано: се што е стварно е умно, се што е умно е стварно. Значи, за да е стварно, постоечко, суштинско, ти треба да си умно. И од таа гледна точка ние трпиме таа карма сега која што нас не задесила. Видите, не го фаворизиравме умот, мудроста. Не се ориентиравме кон тие знаења за кои имаме подлоги и не можеме да речеме дека како нација, како народ сме неуки, напротив, еве ви асоцирав какви се умотворби, какви се дела, какви се книжевности, какви се писатели, какви се поети, какви се уметници, какви се сликари. Само една емисија за нив да зборуваме, имаме огромен број на сликари. Ама имаме недостиг на вистински лидери. На основа на тоа, како што кажав во едно семејство, ако родителот инклинира кон неубави дејствија, ако лидерот постави дисхармонични состојби, најмалку состојби на ум и состојба на етика, во тој случај ќе дојдат кармичките последици. И тука ние треба да го бараме излезот, да видиме како да го подигнеме умот, односно знаењето, да го едуцираме народот, да го осамостоиме народот, да го научиме самиот да преземе судбината, а тоа се вели преку дармата. Па што гледате кармата? Кој е разликата од кармата од дармата? Па кармата ви е последица на некој начин. Тоа Платон го има асоцирано со жребната коцка. Сега ние поседуваме жребната коцка, судбината, во рацете ни. Ние одлучуваме како ќе ја фрлиме. Од кога ќе ја фрлиме коцката, судбината ќе биде таква каква што ние сме ја фрлиле коцката. Затоа и Гај Јулије Цезар има кажано: коцката е фрлена. Значи веќе нема назад, идеме во освојување. Мора се помине реката. Значи нема назад. Од таа гледна точка, кармата укажува, кармата е создадена заради одредени дела недела. Ние треба да ја чистиме, но тогаш кој ќе ја чистиме, или во текот на чистењето, ние ќе се соочиме со дармата. Дармата е моралната одговорност. Дармата е, што се вели, правилниот избор. Но тогаш од нас зависи ние каков избор ќе направиме и неретко постојат животни крстопати, а мора да постојат. Замислете ви, ако се е судбината предодредена, во тој случај немаме морална одговорност. Кој ќе отидеме пред Божиот суд и кој ќе ни биде судено за нашите дела недела, ние ќе се вадиме на судбината, ќе речеме таква ни беше судбината. Таква беше кармата, направив недела, крадев, уништував, деградирав. Не. Бог оставил и можност за слободен изборот. Тоа во христијанството се вели, колку повеќе си ориентиран кон Бог, колку повеќе внимаваш на својата душа, толку подобар избор ќе имаш. Гностиците ќе речат, тоа ќе го постигне со знаење, со просветление на умот. И тај кон себе спознание, и тај да ги препознаеш добрите од лошите работи, бидејќи на крајот ќе биде соочен со изборот. Изборот ќе биде таков како што ти е твојата надградба на духот. И затоа гледате колку е клучен аспектот на умот, за да ние го направиме изборот. А индиците велат, изборот произлегува неретко и од таа некоја животна ситуација кај што тебе самиот ќе зависи кој пат ќе го избереш. А ако го избереш правилниот пат, ќе имаш правилни последици. Ако избереш неубав пат, ќе имаш многу лоши последици. И сега 30 години ние сме пред дармата. Малку сме пред кармата, а многу повеќе пред дармата. Зашто сме пред кармата? Што трпиме големи последици и никако да се извлечеме. Плаќаме за сите оние аномалии. И сега секој ќе ме прашате од каде се натрупаат тие кармички аномалии и како ние да ги чистиме. Но ебе, уште нешто за дармата, потоа ќе го фатиме тоа прашање. Значи, мораме и како семејство, и како поединци, и како општество да ја чекуваме дармата. Зашто дармата е простор да ја надминеме кармата. А дармата е 4 патишта. Едниот пат е одличен со благосостојба, со напредок, со прогрес. Еве да речеме финците. Финците некаде пред 20-тиот век
60-тите години имаа тешкотија криза. Претходно беа нападнати од Советскиот сојуз. Не беа кој знае колку напредни. Беа ориентирани кон риболовот, има, што се вели, шумски резерви и така натака. Ама пред се нема кој знае каков индустријски развој, туку каска, стагнира. Они рекоа од сега натака ние ќе инвестираме во знаење, во образование. Велат, наша идеја треба да биде младите да добијат бесплатно образование, сите да се образуваат, да им се наметне креативно образование на себе развој, кај што нема да има тешка програма, туку ќе има програма кој ќе го потикнува умот и воедно на основа на тоа за кој што е талентиран, ќе го ставиме во служба на општеството. Па ако е некој талентиран на општествени науки, општествени, некој хуманистички, некој ќе отиде во инженерство, во наука. Но не е битно, они прават селекција на основа на добра образовна програма. На основа таа нивна добра програма, иако беа многу доле, они се искача и стана што се вели и прво најстрекна нација, потоа наједуцирана нација. И секаде по сите анкети мерења, Финска е на првото место на наједуцирано школство, на наједуцирани ученици. Секаде освојуваат први места. Зашто? Затоа што направија добра дармички потек. На раскрсницата рекоа, нема да се претопиме како сите останати, ќе бараме решение, ќе го бараме патот на едукацијата, ќе бараме патот на себе спознанието. И на основа на тоа одиме напред. Како што норвежаните, например, они не сакаат нафтните резерви да ги трошат. Вели, ќе дојде време кога ќе не бидат потребни нафтните резерви. Потоа не сакаат рибниот фонд, што се вели, да изловат сите риби, туку оставаат оногу колку што треба. Истото го прават со шумите, не ги сечат шумите по секоја цена. Туку они велат, тие шуми ни се потребни за идните генерации. Затоа што не е филозофијата после мене потоп. А го има кажано еден француски крал, Луи, 14 мислам дека. Он има кажано после мене потоп. До мене, после мене потоп. И се замислите за филозофија во Македонија, таа замислија во Норвешка. Во Норвешка не велат после мене потоп. Вели, мора да оставиме резерви на нафта, мора да ги оставиме шумите, да ги сечеме оно колку што е потребно. Мора да внимаваме колку ги ловиме рибите, бидејќи ден ќе не бидат потребни рибите, а не направи профит, исечи се, разгради се, искради се, па после мене потоп. Таа е филозофија 30 години, пропагирана од одредени политички партии, додека сме ние, дај што може да земеме. И тога златните кокошки отидува, од гледна точка на општественото добро, големите индустријски капацитети, раздадени, продадени, она што може да донесе профит, она што може да донесе добродетел за државата, едноставно се даде во странски раце или било чии раце. На основа на тоа не се изгради потенцијал за да ние утре бидеме самостојни. Ние изгубивме независноста и суштината, бидејќи прво немаме вистинско водство, ниту сме имале вистинско водство, второ немаме вистински темел поставен на ниво на образование, потоа немаме вистински темел кој што порано го имавме, а сега го немаме низ морал етика, а порано била присутна семејната етика, бил клучен чистиот образ, нима и ќерко те давам тама во тоа семејство да не ми го извелкаш образот. Родител ти кажува на ќерката. Внимавај што вредности воспоставуваш надвор од себе. Порано имало присуство на срам, сега имаме отсуство на срам. Сега имаме главна гледна точка материализам, што повеќе да украдеш, што повеќе тендери да добиеш, што повеќе да се приклониш, што повеќе бидеш подобен, што помалку да бидеш паметен. На основа на тоа, какви ќе бидат резултатите? Еве ви дадов само два примери во поглед на Норвешка и во поглед на Финска. Ако одиме во Скандинавија, ќе одиме кај данците кои што имаат високо ниво на свест за еколошка средина. Па зградите имаат, што се вели, цвеќења. Па имаат цветни ливади на покривите. Па имаат однос кон тоа да не фрламе, да не загадуваме, да не уништуваме она што е заедничко добро, бидејќи на крајот сите учествуваме во тоа и сите уживаме во тоа. Замислете ако ги загадиме реките. Замислете ако ги сечеме шумите. Замислете ако почвата која што треба да биде здрава, утре не прехрани, ја деградираме, создадеме пакости, на крај кому тоа ќе му се одрази? Значи не се одрази. Значи гледате, има некои нации со една еволуцијска свест, со културолошки напредок, со пониско ниво на културолошка загаденост, кои што поставиле некои начела и заради кои начела одат напред, и тогаш кармата кај нив е многу подобра, отколку што кај некои кои што едноставно не водат за
сметка за општото добро. Затоа овде ги фаворизирав тие две категории. Категорија на знаење, категорија на етика. Ако тие две постојат и се присутни и во семејството, и кај личноста, и во општеството, имаме опција за прогрес и за себеусавршување. Во нашава Македонија, на кој начин може да ја исчистиме оваа карма? Преку подобро образование, подобра етика, едукација? Па видете, прво, одиме кон етиката. Значи, затоа започнав со етиката јас. Гледате, уште во античкиот период етиката била присутна, не само кај нас, таа била присутна и кај кинезите, Конфуција, Лао Це, Менецие, Чуанг Це, Ксу Це. Значи, сите учеле на етика, на морал, дури го расправале прашањето на доброто и злото. Исто така го имаме кај индиците во оваа книга, јас тоа го обработувам. Да. Значи, прашањето како ние да се спасиме од незнаењето или од лошото живење. И ете кај индиците и терминот на кармата е тотално врзан со знаењето или со себеспознанието. Кај кинезите, посебно Конфуција, он асоцирал многу е битно семејството, односно почита. Гледате само што вели. Ако синот и ќерката го почитуваат таткото, ако таткото го почитува, да речеме, кралот, ако кралот го почитува народот, тога се е со се поврзано. Ако едно од тие нешто закаже, се ќе закаже. Ако народот не го почитува, односно, ајде да земе кралот не го почитува народот, или председателот не го почитува народот, или премиерот не го почитува народот. Ако од другата страна родителот не ги почитува децата, или обратно децата не го почитуваат родителот, какви ни вредности се воспоставува? Значи, мора да имаме меѓусебна почит, мора да се учиме, се вели на стандарди, на навики. Во тој поглед, он фаворизирал ритуали. Сега тие ритуали ви се различни. Например, кај кинезите, кај јапонците, го имаме со вежби. Кај кинезите тај чи. Значи, вежбаш наутро, ритуално се пренесуваш во денот, се опушташ. Во античкиот период било во здрав дух, здраво тело. Или во здраво тело, здрав дух. Затоа е духот на олимпизмот. Значи, ако ти е здраво телото, ќе ти биде здрав духот. Вежбај го телото. Ако ти е здрав духот со едукација, со знаење, тога ќе ти биде здраво и телото. Значи, гледате какви концепти. Ритуално се посветуваш на духот, го образуваш, се обликуваш, себе си како личност, се воспоставуваш. Јапонците имаат многу термини, кигаи, значи мигот. Пренеси се во мигот, создади подобрување, фокусирај се на она што е ефикасно, создади кајзен, постојано подобрување, себе усавршување. Кај данците терминот е хиге. Исто така, секојдневни радости, секојдневни уживања, секојдневни вредности кои што треба да ги поставиш во себе и надвор од себе. И тие треба да те крепат, да те држат. Кај германците е должност. Значи фаворизирање на должноста, и затоа едни германци во Втората светска војна кои беа заобиколени, така наречено, од Црвената армија пред Сталинград, па и пред Ленинград, не се предадоа бидејќи верни беа на должност. Бидејќи едноставно мора да го извршат тоа за што се повикани. Колку тоа да беше надвор од паметот, обстојуваа до последен момент, се додека веќе отидоа работите да бидат тотално уништени. Но германецот се карактеризирал со должноста, тоа не е случајно кај него. Тоа произлегува од филозофот Имануел Кант. И он велел: "О света должност, на тебе ти робувам, ти си се за мене. Ќе те следам целиот мој живот." Значи, гледате должност. Се анализирате. Должност во семејство како родител, должност во медицината како доктор, должност во политиката како политички лидер или премиер, должност во поглед на инженерството ако нели конструира згради, должност во поглед на екосредината затоа што си повикан како инспектор да ги казнуваш или да ги пронајдеш сите оние аномалии. Ако нешто тука закаже во тој вид на ориентација кон должност, каков ќе биде системот и дали ќе се струши како кула од карти? Да. Која е кармата која има македонците како нација? Па кармата ја имаат пред се натрупано заради тоа што го зборував, бегање од својата суштина. Да. Ајде да одиме и вака малку на нас. Почетокот на 20-тиот век. Знаете вие прво колкаво уништување, што се вели, себе негирање и себе деструктурирање од страна на македонецот кон македонецот.
Тоа е присутно и ден денеска. Така. Значи, Секој ден. еве ви ајде одиме и уште малку понасад. Ова зборувам за времето кога ВМРО, а и не само едните биле левица, другите биле десница, Да. едните биле социјалисти, другите биле повеќе што се вели Кои се убивале национално меѓу себе ориентирани, скоро меѓу себе. секојдневно. Така е. Значи, Да. замислете цутот на интелектуализмот, Да. на умната глава, ние меѓу себе сме ја уништиле, сме ја деградирале. Какви се водачи и дејци настрадале од раката на македонец. Тоа е едно. Второ, ајде да се вратиме назад. Вие во историјата има многу злостарства, можеме многу да зборуваме за злостарство. Ама кое злостарство е такво да се ослепи секој, што се вели војник, да се остави след секој 100 војник да му се остават очите. Е по едно око да му се остави. Во историјата на кој народ има ослепување на цела војска? Јај се одиме по таа логика. Зашто се ослепувале? Или што тоа значи? Тоа значи дека ние можеби на вистина некаде сме заслепени. Ја кажав тоа претходно во она што е најголемата опасност за духот на човекот. Кажав 5 категории, ќе ги повторам. Тоа ги пишувам во книгата. Да. Една е љубомората. Значи имаме завидливост. Тоа не е еден од проблемите кармички на нас како македонци. Второ е алчност. Па волкава алчност невидена, ова е невидена работа да тоа постави толкава алчност. Да. Тука на балконот е таа предзастапена алчност. Ја не знам колку е застапена во Скандинавија. Дали ја има во Франција, во Америка. Ама кај нас е дефинитивно голема алчноста. Ако ме прашате, ќе ви ги кажам сите полуги на алчноста подоцна. Но еве само една ќе кажам на кратко, па ќе продолжиме. Урбана мафија. И таквата алчност да се сечат сите дрва, да се уништува секоја зелена површина, да се деградира дури водно кои белите дробови. Вие знаете која вредност има Да, водно. цела животна ни е средина ни надблиску уништија, да. Значи, кои градови имаат толку близко една така наречена планина, која е прекрасна, која изобилува, која многу често одам шетам таму. Да. И ние да деградираме, да создадеме такви зидини, такви бетонски џунгли, уништувачки монструозни градби, кои што може утре да бидат и закана. Еве, да земеме таа алчност на урбана мафија. Ама таа не е сама, таа е поддржана. Таа е поддржана некои што прават дуп, поврзана е од некои кои што инспекторати кои треба да ги следат работите. Тука се градоначалниците кои ги даваат или одобруваат крајните маркици ако се вадат секојаш. Значи еве една што се вели општествена средина како е деградирана со тоа што има асфалтна џунгла заради која имаме загаден воздух, имаме пренатрупаност, имаме закрчени улици, имаме несигурност за младите како да го обезбедат стамбениот простор бидејќи цените на недвижностите се превисоки и секако тука подоцна може да поразговараме. Каква карма плаќаме заради која мора младите да се иселуваат од државата? Што е тоа која е предизвика за да има несигурност кај младите и да они да бидат принудени да бегаат од родното огниште кое сепак представува се и да го ја бараат својата среќа, својата креација надвор од овие граници. Има причина. Не е една само причина, ви кажам. Превисока алчност. Па земете политичари, превисока алчност, па земете така наречени социјалисти или комунисти своевремено, кои биле, кои само тоа капучето го сменили тоа шинелчето, облекле ова капиталистичко дело и одма станале, што се вели, големи бизнисмени и колку они возвратија на општеството во периодот на транзиција, приватизација. Колку возможија нештата да течат, да постават стандарди колкав е личниот доход, посебно од компании кои што создават енормни приходи, но колкав личен доход им даваат на работниците, а знаете, тоа е спирала. Ако од едната страна некој му покачаш повисок личен доход, тогаш заради конкуренцијата и заради тоа што сите ќе одат кај него, и овој другиот ќе го покачи личниот доход, па третиот, па четвртиот. А имаме индустријски гранки со пренизок личен доход. Културолошките работници се тотално уназадени, унаказени што се вели. Најопасно е да бидеш у културата. Во образованието, просветата, каков е стандардот на наставниците, на професорите, на учителите, кои се загрижил каков личен доход добиваат. И да не ја ширам работата. Значи, втората категорија која асоцирав како последица на лошиот однос кон самите себе си и на кармата е алчност. Третиот вие заслепеност. Ние 30 години сме заслепени. Заслепени од лидери, заслепени од водачи, се подлажува за еден сендвич, за некој безалкохолен пијалок, ако ги прошетат од град до град, одат со автобусите, стојат, ги болат нозете, кога ја ги нешто решаваат, ништо не решаваат. 30 години назад се оди. Некои се преку, не знам колку години, 17, 18, постојано во власт, што тие предонесоа?
Што за своите, а што и за нашите. И што за сите заедно. Каде е прогресот? А прогресот, ако го има, ние ќе го видиме. Прво, нема да има одлив на мозъци во странство. Второ, ќе имаме бруто национален доход многу повисок. Трето, ќе имаме градби, ќе имаме експанзија, ќе имаме развој, ќе имаме етика, ќе имаме, што се вели, повисоки проценти на доверба во судството и ред аспекти. Но најклучното е што народот кај нас на сите анкети и намерења се чувства најнесреќен. Косово е пострекно и со право. Косово има одреден прогрес. Ние треба да се запрашаме. Значи, ние по анкети сме најнестрекниот народ. Украина се понестрекни, може би. Со нас и една држава во Африка. Дали има причина и за тоа? Дали е тоа последица на кармата? А реков ја, кармата доаѓа на основа на тоа што ќе дадеш. Дармата. На основа на дармата. Така. Да. Значи, на бирањето на патот одбираш љубомора и завидливост, бираш алчност, бираш заслепеност. Фаворизираш луѓе со многу ниски вредности, кои автоматски станаа суперкапиталисти со огромен капитал, а народот се сиромашува, нивните деца страдаат и се оцелуваат во странство или преживуваат. А во филозофијата има две категории. Едната е законот на преживување, а другата е закон на креативно действување. Закон на преживување колку да обстанам, да преживеам. И така ден за ден само преживување, таму нема креативно действување. А закон на креативно действување веќе имаш посведочен живот, посреќен, поисполнет. И тогаш ти можеш на основа на таа дарма да си го избереш патот. А вака испаѓа многу тешко го бираме патот. Да. Потоа имаме копнеш, четвртата категорија е копнешот. Ние сме под удар на копнешот. Нон-стоп копнееме. Колку години копнееме за Европска унија? Уште 10 години најмалку ќе копнееме. И знаеш што е 10 години за некои генерации? Па некои генерации им помина животот до копнешот. Еве 30 на години ние копнееме за една правда, за една еднаквост, сите да бидат еднакви пред законот. А вие знаете некои богаташи кои направиле сообраќајни несреќи дека всушност не ни одговарале? Или каква е казната? Па знаете ли ние 30 на години кои суперкапиталисти, така наречени мокници, одговарале пред законот, а имало многу представки дека се огрешиле пред законот. На крајот, на кого им застаруваат предметите? Да. На тие што се најголемите криминалци. Па значи, ја гледате кармата. Кармата не умолива, се вели тоа. Но не казнува. Го добиваш тоа што го заслужуваш. Добивме загаден воздух? Да. Добивме. Зашто добивме? Сечеме дрва. Не водиме сметка за екосредината. Фрламе, загадуваме, уништуваме. Индустријски оџаци од компании со огромни профити, па ќе стават, а можеби нема да стават. Ај, па ставиле. Да. Имаш инспекторат, испитај. Давање маркици се градат згради кај што ќе се стигне. Се даваат маркици, а цената на метар на постамбен простор што се вели, знаете колкава енормна е. Да. Кој тоа ќе си го возможи? Младиот влегува во брак, се очекува дека треба да обезбеди стамбен простор, тоа е една од големите сигурности, тој нема средства за да си го обезбеди. Одат под кирија. Колку треба да отплаќаат за да бидат под кирија? Второ, со колкав личен доход? Трето, што ако еден од нив не работи? Четврто, што ако имаат родители пензионери со минимална или многу нисок прилив на пензија? А што ако тие пензионери се со здравствени проблеми, колкави издатоци треба да имаат за медикаменти и така натака, и на крај кој ќе видите животот од сите страни ве прогонува, ве разграбува, ве става пред искушение или што се вели наврелина. Те гори. И тогаш излезот каде е? Во антидепресиви, и тука сме шампиони. Ние сме во консумација на антидепресиви, едни од големите шампиони во светски рамки. За жал, да. Зашто луѓето земаат антидепресиви? Прво, немаат механизми како да се поткренат себе си, не читаат, немаат навика да читаат. За среќа, еве мојава книга, сега голем интерес пробуди. Ама имам ја 10 книги напишано. Кои книги најголем интерес предизвика? Огромен. Заштита од злото и негативните вибрации. Зашто луѓето се постојано под удар на злото, на негативните вибрации. И луѓето бараат решение читајќи таа книга како да најдат спас. И гледате таа книга најмногу ја читаат. Потоа мокта на умот, мокта на срцето. Како да бидат помокни, како да го подигнат умот, како да најдат решение. Затоа сакаат таква книга.
Ја напишав и љубовни патокази, ама таа најслабо се чита. Иако има многу примери за љубов, за однос, за брак, еве ние сме исто така шампиони во разводи, не дека и другде е подобро, ама голем број на разводи има, голем број на отуѓувања. Достигнување ниво на креација секојдневна е нешто што е многу интересен концепт. Како тоа да се достигне? Наместо да бидеме во другата категорија кај што нонстоп сте загрижени и немате можност за креативно делување. Така е, значи еве и овој канал сега вие што го отварате, што со многу убава позитивна енергија работи, има таа цел. Значи да пробуди свесност, да пробуди нешто поразлично. Зашто гледате алатките на манипулацијата, на заглупувањето, на отуѓувањето, од каде може да произлезе? Прво од алчни капиталисти. Не дека тие комунисти некои си, сега нема комунизам таков како што треба да има, ниту имало. Се стигнало до степен на социјализам. Комунизам било идеја пропагирана од Маркс, која треба да се воспостави. Во тој социјализам запишан од Маркс имало и хуманистички идеи, социјални идеи, само не е воспоставен. Се воспоставила еден вид на диктатура. Но, еве ајде да земеме капиталистите. Ако ние се потпреме на нив, а тие се исклучиво ориентирани кон алчност, кон експлоатација, кон отуѓување, кон тенденцијата само они, а за другите трошки, тогаш немаме напредок. Значи, ние мораме да сватиме дека како прва категорија треба најмалку да зависиме од надворешни фактори. Тие надворешни фактори не име ја знаеме агендата која име, а еве се докаже дека агендата е премногу кон профит. Второ, заглупување, манипулација. Од каде може да произлезе? Може ли од медиуми? Каква програмска содржина нудат медиумите? Еве кај соседите наши, северните соседи, знаете какви се програми тамо се ширеа? Да. Каков е екзибиционизам, војеризам. Преку тие нивни задруги, преку не знам какви реалити шоуа. Мислите како им се пласира на публиката. И воедно се заглупува публиката, се поценува публиката. Сметајќи дека тие не разбираат кај културолошки вредности, каде е едукација, каде да им будиме совест и свест, кога тие се неуки. Значи, прво е поразително да ми ја поценува интелигенцијата и достоинството, со тоа што ќе ми наметнува нонстоп те исти серии, едните исти квази вредности, едните исти експерти, едните исти аналитичари, кои се вртат у круг и многу ретко кажуваат нешто суштинско. Значи те поценува, он ти ги врти истите. И медиумите немаат задача, за жал, некои може имаат, ама повеќето немаат, да пласираат едукативни содржини. Содржини во кои ќе расправиме за горливите проблеми, а тие се семејни вредности. Вие знаете дека нашите семејни вредности веќе се упаѓања. Оние традиционални суштински семејни вредности почнаа да се губат. Потоа имаме насилство. Имаме насилство меѓу младите, булинг во училишните клупи. Преку 42% од младите се јавиле на телефонот за пријавување на одредено насилство. SOS телефон или таму телефон кој што постои, каде што се пожалиле дека некои врсници врз нив континуирано создаваат психичко па и физичко насилство. 42%. Да. Значи, која е состојбата со младите? Која е состојбата со семејните вредности? Која е состојбата со моралот, неморалот? Која е состојбата со свеста и неосвестеност? Кој тоа го предизвика и зашто не се пласираат програми кои ќе го пробудат народот? Еве да зборуваме за позитивна енергија. Зашто да преовладува негативна енергија по медиуми? Зашто црната вест да биде повеќе гледана или пласирана од позитивната стрејтната вест? Зашто да не ги менуваме матриците? Зашто да не ги тераме да читаат книги? Еве сега се откри, сега и кај Србите имаше една таква програма. Еве две работи ќе ви кажам сега. Кога сме кај Карма Дарма. Едната од 80-те години на претходниот век, а една е сега што ја слушнав. Вчера ја слушнав. Да, која е? Библиотерапија. Книготерапија. Значи велат, научници дошле до откритие. Читањето книги му помага на човекот, терапевски му влие. Да. Значи го поттикнува да размислува, го пренасочува од лошите вести, од лошите вибрации, од жалењето. А ние кај нас преовладува концептот јаден јас. Знаете што е јаден јас? Јаден јас, тешко е, јаден јас, гледа го судството, јаден јас, гледа ги лидериве, јаден јас, гледа го образованието, јаден јас, гледа медицината, односно здравството, и ние само имаме јаден јас. А дали читаш книги да се спасиш од филозофија на јаден јас? Дали се едуцираш? Дали имаш однос кон природа? Дали внимаваш на зелена површина или внимаваш на сопственото достоинство? Не.
И затоа ние мораме да создадеме нови вредности. Новите вредности се ориентирани прво кон мудрост, а потоа кон етика. Зашто ако му дадеш етика, а он нема капацитет да ја свати етиката, тогаш ти не можеш да направиш вредности. Ти можеш да му направиш вредности кај што нему ќе му биде добро, и еве како што кажав, читањето книги, едукацијата, себеобразувањето му прават терапевтско позитивно влијание. Читај книга. А второто е, во една емисија на српската телевизија Трезор. Таму замислите после 12 часот, 13, во 1 часот после полнок имаат страшно добри едукативни емисии. Во таа е некоја сателитска, некоја телевизија нивна, радиотелевизија Србија, и даваат филозофи, даваат мислители, даваат правилен начин на животот, даваат едукација, даваат однос кон природа. И така јас ги гледам, ги следам, видејќи даваат таква содржина. Во тоа они една имаат емисија која се враќа наназад, кога се правела, да речеме, пред 30, 40, 50 години. Каква документаристика имали. И тие, замислете, направиле мерење во која република и покрајна најмногу се читаат книги. И ги анкетирале граѓаните, оделе секаде. И Знаете ли кој е на првото место, а кој е на последното место? Словенија, Словенија е на првото место. Македонија. И На Македонија е на последното. Тоа Да. јако го слушнав, верувајте, поразително беше за мене. Да. Македонија, интересот за читање книги било на последното место, ги дадоа процентите. На првото место Словенија, и ние се изненадуваме за културолошката навика на Словенија. Прво, Љубљана не дадоа они да дојде секој од секаде и да се пренатрупа со жители. Да. Мораториум имаше и наградби. Имаше и, што се вели, многу голем однос кон екосредината. Внимание, имаше и казнени одредби. Ама пре имаше свес. Потоа они инвестираа во знаење, инвестираа во школство. Создадоа поинаква програма и они се напред. Второ место беа Хрватите. Иако словенците навистина беа многу повисоко, ама и хрватите беа второ место. Па таму беа Војводина, некои други трети, Србија, Косово беше далеко пред нас. Ние бевме последно место. Треба да се запрашаме кој тоа нас ни го создаде. Дали ние самите? себе се? Па не знам, затоа што тука се медиумите, тука се образовните аспекти. Мораме ние да ги мотивираме младите, мораме да отвориме широко знаење. Мораме вие сега како ваков канал, интернет телевизија, мора вие да прозрачите, вие мора да им дадете шанса. Мене ме радуе, оваа книга има огромен интерес. Да, јас сретнав една госпоѓа, се зборев со нејзи и беше многу заинтересирана за книгата. Па да, ма, Јас си Сашо, кажав дека ќе го има во интервју и така да. Мене ми е драго дека тоа луѓето го спознаваат и дека ова е нешто, книга од која можат да научат многу и е многу апликативна и применлива за секојдневниот живот. видите, Сашо, ние сега оваа книга не ја елаборираме целосно. Да, Паѓаме само тој колективна карма. Тука да. за семејна карма има многу да се зборува. За индивидуална карма. И За љубовна во карма љубов. има внатре, Така е. да. Таму е кармата во љубовта. Имаме и карма и реинкарнација. Да, се исцелување големи на теми. кармата исто. Така е. Значи, Законот на Тие се карма. големи теми, ама ние видевте, мора да почнеме од онаму од каде што е првичниот причинител на лошите состојби, а тоа е општеството или Да. заболеното општество. Ние мораме да го лекуваме општеството, за да дојдеме до поединците. Иако има една друга теорија за која и мене ми се допаѓа. А таа е будење на индивидуалната свест, создавање поедуцирани поединци, создавање пострекни поединци, на основа на пострекните, поедуцираните, посамосвесните поединци, ќе изградиме и поуспешно општество. Значи, гледате, поидуваме од поединецот. Тоа се вели индукција, дедукција. Од поединечно кон општо. Значи, да градиме поединци кои ќе бидат самосвесни утре да бидат креатори на општество. А втората теорија, таа беше пробана во социјализмот, општеството, Колективизмот. да, го гради индивидуалитетот. Општеството и неговите социјални вредности го градат поединецот и неговиот однос кон доброто и кон злото. Затоа и Хегел на времето има кажано, човекот, поединецот, и ги губи своите индивидуални права кога се работи за напредокот на општеството. И затоа ви дадов примери, да речеме германците верноста на должноста. Може во некои наредни мисли ќе поразговараме, но само накратко ќе ви кажам. Британците фаворизираа утилитаризам, корисност. Да. Значи корисност за поединец, корисност за поширока заедница. Американците фаворизираат прагматизам, уште од Вилијам Џејмс почетокот на 20 век, еден филозоф. Тоа што е практично, тоа што носи полза. Тоа време имаше индустријата на челик.
индустријата на градба, индустријата на пробив, индустријата која што беше поврзана и со железницата. Значи, они форсираа, они создадаа вредности, маркетиншки подлоги. Но американецот е прагматистички ориентиран. Тој затоа нема многу филозофија. Зашто филозофија демек не е премногу практична. Само зборува тоа што го кажал Фойербах. Филозофите само вели го толкуваат светот, а не прават ништо за да го променат светот. Или мора да изнајдеме филозофија која што ќе го промени светот. Но еве французите, они се подпреа на просветителската идеја, на рационализмот. Но еден ден за ова ќе зборуваме. Ние сме под стоиците. Тие ја фаворизирале за духовна непоматеност, атараксија, прифаќање на судбината. И од толку што ние ја прифативме судбината, се умртвевме. И ние немаме иницијативност. Вие гледате едни французи, кај кои почна таа, би рекол, буржуаска револуција. Кога они, замислете, Луј 16 го симна. На крај тој заврши на гилотина. Марија Антуанета заедно со него. И сега видите како реагираат на Така е. законот Прво за место се во пензијско бунтовништво. осигурување. Ама тоа и нивните мислители го фаворизира. Албер Ками кажа: не е страшен очеот, страшено е привикнувањето на очеот. Клучиот аспект да бидеш побунет човек, да имаш револт, да се спротивставиш на сите аномалии. А Ајнштајн што има кажа? Вели зашто просперираат злото и негативците? Затоа што добрите луѓе гледаат од страна и ништо не преземаат тоа зло да биде уништено. Првото и главното зно вие незнаењето. Второ е неморалот, претопувањето и фаворизирањето дека сите се исти. Не се сите исти. И во историјата на Македонија имало борци, имало дејци, имало револуционери, имало храбри, имало доблесни личности и денеска ги има. И денеска многу од нив зборуваат, настапуваат, кои не се сите исти. Оние кои се негативците, матите, нив им одговара да кажат дека сите се исти. Веќе тие отишле кон друг правец. Фаворизирајќи прво неморал, второ незнаење, трето алчност, четврто ориентација кон моќ и така натака. Тука само претходно не ја довршив и онаа точката број 5. Значи ви ги кажам. Да. Љубомора, односно завидливост, копнеш, Алчно. заслепеност, алчност и петата ви е гнев. Дали ја препознавате кај македонскиот народ аспектот на гневот? Го има од внатре. Имаме гнев кој се манифестира кон надвор и гледате кога ќе се преполни чашата, за жал, некои деца гледате што преземаат, како уништуваат други деца. Се е тоа гнев. Некој го прави тоа во поглед на економија, трет го прави во поглед на меѓучовечки односи во семејството, па гневно реагира. Но ние живееме во еден потиснат гнев, ние во суштина сме гневни луѓе кои што се најсилни на социјалните мрежи. Кои што сето тоа критички, кои што треба да ни го кажат во очи, нема да ни го кажат, ќе ни го напишат во социјални мрежи, можеби со скриен идентитет. И сите аномалии ќе ги прикажат таму, ама многу тешко ќе се одлучат да излезат на плоштад, да излезат во маса луѓе, да се спротивстават на сите аномалии кои што им се наметнуваат. Затоа французите се прво место, второ место се грците, во бунтовништво, во револт, трето место се тука некаде турците, кои што ги искажуваат своите права, и германците. Германците малку пред турците. Што Турција сепак има и тамо доста строг одреден вид на контролен механизам, кој не дозволува туку така да се ги искажат своите права, но тамо жените се побунија. Жените ги бараа правата, рекоа, ние не можеме да дозволиме да бидеме орудие во рацете на мажот. Имаме права на избор на свој начин на живот и се организира и често настапуваа. Но не е битно. Сакам да кажам дека ние мора да ја градиме својата агенда, својата суштина, преку 3 категории. Првото е да сватиме дека сме под карма, немавме многу сега простор, да ви образложам сите аномалии предизвикани врз македонскиот народ и што се вели рефлексијата на кармата, но ние прво мора да сватиме спознај дека си под карма, второ, барај како да ја исцелиш кармата, трето, како да ги отплатиш кармичките долгови, четврто, да дојдеш до дармата, да можеш самија да го бираш патот да го воспоставиш. Гледате, не можеме да го воспоставиме така лесно. Едниот сосед бара едно, другиот бара друго, третиот бара трето. Тие од Европа бараат четврто. Некои внатре овде од кај нас бараат пето. Каде е нашата слобода на изборот? Зашто не сме направиле суштина, не сме допрале до умот. Кога ќе допреме до умот, тогаш на време ќе ги препознаеме заканите, опасностите и ќе го пронајдеме патот. Затоа се вели патот на кармата, патот кон исцелувањето, патот кон самовредноста. И тука е патот кон етиката и мудроста, а за етиката со ова ќе завршам. Мојот ментор, професорот доктор Кирил Темков, кој е чив, јас сум му наследник и асистент сум му бил на филозофскиот факултет и сме предавале тие предмети. И јас сум предавал етика на менаџерството и ред други предмети.
Он со години се залагаше за внесување на етиката во образовниот систем. И замислете, минимално е присутна. Во некој училиште, некој изборно, некој ако дозволи, значи не се воспостави. Финците можеме одеа да на... го... Да, тоа е многу добра тема за некој друг пат. Така е. Па може и можеме професорот ќе да го- дојде некој да. ќе ви раскаже некои Затоа работи. што цела емисија апсолутно. Така е, може голема да- емисијата, но сакам да кажам. Гледате како финецот се определи за образование, за знаење. Ние можевме со етика. Професорот секоја година пишуваше писма до Министерството за образование, за внесување на етиката. И на крај ви ги аномалиите, децата се тепаат меѓу себе, немаме сигурност, наставниците се ставени на најниско ниво, не знаат како да се спротивстават, родителот доаѓа насилно, бара оценки, кој знае што се притисоци се прават. Отиде незнаењето во преден план, отиде партиската книжка како единствен предуслов, отиде парите мокта како спас од разни правни Се се лабиринти. прекопува кон една тежишна линија, а тоа е ова што го живееме резултат на претходните дарми Така, што ние сме ги како колективитет одбрале. сме ги дозволиле дури. Благодарам, професоре, уште еднаш. Вашата книга Патот на кармата, во кои, Да, кои ја има книжари ја ги има? во литература, во или, во топер и во култура. Не им е скапа 450 денари, јас и првата моја книга 2008 година, Судбината и етиката, Да. беше со цена 450 денари, понекогаш и 500 беше таја, па ја не ја променив цената само во име на тоа да луѓето се едуцираат. Мора да преземат судбината од своји раце, прво мора да видат од каде ги напаѓа кармата, како ги напаѓа, зашто им се повторуваат некои нешта, зашто се под удар на тие законитости, да почнат да се себе исцелуваат и својата душа. Еве не зборувавме за душата и вредноста на душата, повеќе Да. на умот се фокусиравме, но еве нека биде умот поткранет со убава емисија, со убав интернет канал, со убави, што се вели, мотивирачки програми од ваша страна и од мене како писател, и потоа нашиот народ поедуциран, по-самоосвестен, па и по-позитивен, да почне на дармата, да си го бара патот кон среќата, кон себе хармонијата и на основа на тоа да го изградиме нашево општество како по-хармонично и посреќно. Благодарам многу уште еднаш. Јас се надевам дека секој од вас ќе одберете дарма што ќе ви донесе позитивна и успешна карма. Со тоа завршуваме денешната емисија. Благодарам многу. До следното видување. Поздрав.